ние чуваме од 2006 година активно стока. Со тоа се занимаваме со крави, овци, од сите животни. 2006 година до сега, ден денеска, јас кога продаа јагнињата и си вика музика, тоа е традиција. Анима Мунди мен вчера ни го загрузи, значи, семејството не навреди многу лажни критики ни. Тоа кон нас е традиција. Јазика во петокот ги продадов јагнињата. Во петокот. Имаше луѓе кои ги поканив да дојдат да ми помагаат за поварањето на јагнето, да го зријаме. И после направихме прослава, што традиција станува. Лично беше поканет и инспекторот, лично беше поканет като и роднини, и пријатели, да се почастим дека сме завршили успешно го продадохме јагнета таа година, добра беше за сега цената. И на крајот песната се свири Изгубено јагне, кој знае дека се свири Изгубено јагне, и татко ми го зема јагнето од шталата, го донесе на масата, што е врзано јагнето на масата, не може да е пушчено, сам некој може да мисли оти сме грешка, ама тоа не е грешка. Е врзено на масата, јагнето, се свири песната Изгубено јагне, завршува песната Изгубено јагне и јагнето се враќа во шталата. Толку 2 минути е цялата песна, 2 минути беше. И дека после Анима Мунди со навреди, со критики, објавува нон-стоп на сите портали, што не е това, не е право. Јас ги замолувам сите кои ми критикуваат дека сам малтретирал животни, това ги замолувам дека е лага. Јас години ги живеам со животни, карави, овци, јагниња, свини, се чувам, од тоа живеа. Ние сме дома 10 души фамилија. Јас, брат ми, татко ми го работим това, 10 деца, 10 души фамилија, ние од това живееме, од тоа леп заработуваме. Анима Мунди многу не повреди, угледот ни го наруши на фамилијата. Јазека ќе покрена постапка на Анима Мунди и друга личност од Берово, самата ќе се препознае личност, што ми дава навреди на мене, ка ме нарекува простак, глупак, така да се воспитува деца, што ме навредува, што ги имам тие коментари во телефоне, ќе покрена постапка. Години ја чувам стоката. Јас ако не ти мара стоката, ако не сам љубител на стоката, нека дојдат тие од Скопје што навредува, таму кадека сам навреди што даваат други. И не знам, многу лошо, имам подршка од цела Малешевија, имам подршка и сам на план да закажаме штрајк. Мирен штрајк, седел туа во Малешевијата, а имам подршка и од други сточари, од Виница, Делчево, Битола, Цала. Ако ни се нанесе на менека, на штети Анима Мунди на мене и било на кој од тие поканените гости дома, ќе продолжиме, ќе ми предвлада да штрајкувам. Имаме подршката, не го оставаме тоа дека јас не сам малтретирал животни, јас дека си чувам животните и никој од мен по не иска животните. Утре ќе давам изјавата, во полицијата изјавата е таа, дека е традицијата останало, нема што друго. Ако не направат криви, се што треба, ќе си подмири. Ако не направат криви, нема да остане така. Ќе водим, ќе штрајкувам, имаме подршката од сите. Од Малешевијата особено сам многу благодарен. Оти малешевци ме знаат кој сум, каква лично сум. Од Малешевијата сум многу благодарен. Имам и од други пријатели кои ме поддржуваат да штрајкувам и пред влада и ќе продолжим. Нема да остане таа работа туа. Оти без политика туа, без навреди да са, некој си не наштети и мене и на моето семејство ми наштети. Дури не са криви луѓето што сам ги повикнал дома да дојдат на помагање, да ми помогнат за јагнето, и на инспекторот го нарушува, ни крив ни држен.
не мога да се помира с това. Со години, традиција од дедо, од тато, и јас да чувам и да направат мотитирање на животни. Тешко е, не мога да се помира с това. Само мога да и укажувам дека утре ќе ви најава кога ќе е штрајко. И сам сигурен дека ќе имам поддршка, като ќе имам са од Малешевијата, дека ќе имаме голем број, ќе излеземе на протести да види Анима Мунди дека не е нивната цел да уништуваат сточарството. Сточарството го уништуваат. И на јас имам штети. Откараме кравите на паша, вакофане, таа е моја штета. Овца ми умре и сега дур па да не кажа штета што не е мотетирано јагне. Това е традиција. И Анима Мунди нека видат ка се стрижат овци. Дали са со врзени нози врзува и ги стрижат, или ка се стрижат. Ако не го знаат, слободно нека видат ка се стрижат овците. Значи утре други на 20 после мај, 20 мај ќе стрижа јас овците, ако и врза, ќе до некој да ме слика и мотетирање на животни. Не е мотетирање тоа на животни. Това не е. Лично јас имах повреда од животно, мен никој не ме заштитува. Повредата од животно никој мене не заштитува. Јас си работа со стоката, искама, љубител сум на стоката и секој ќе остане на това. Али со тие критики на Анима Мунди, ако ме осудат, менека, или да наштедат на гостите што сам ги викнал, нема да остане така. Продавам, ќе им дам поклон. Стоката сега ме давам поклон и цела фамилија ќе избегаме. Па кој може нека остане да видат ка се пчува стоката, а не они седнали на компјутер и навреди да пишат, сите да пишат навреди, мотетирање на животни. Треба да се видат сите страни. Не е тоа. Още еднаш голема благодарност до Малешевијата и до сите пријатели во другите градови што ми ја даваа поддршката. Това мога да ви кажа, друго, здрави, живи, се ќе излезе на видео, нема да остане така. Ода до крај, ќе објавувам, значи и тужби, се ќе се објава. Ако ме обтужат, още најго кажам, ако ме обтужат, слободно, 220 овци, 30 крави, и ќе и дам на државата, нека живеат и остав, ќе и пушча, нека дојде на Анима Мунди, нека и заштити ако може, нека си земе. Планирах да накача сталото, дека таа година многу години пробах да вида со јагнето као дисто с млеко. Таа година бех многу задоволен. И јагнето се накача најнормално, јагнето го дало по 180 денара. Прилично е добра цената, не е сега многу. И планирах да накача стадото за да одим напред. Ама од таквија медиуми што ме навредува и од таквија личности што не знаат што е овца, магаре, кон и дрво, што не разликува, а знаат да вредат, не могат да се помнат. Това е навред. Јазека и моето семејство е многу навредено од Анима Мунди и од личноста. Личноста што е пратила на Анима Мунди видеото. Знае се личноста која е, име нема да кажа, а ќе понеса постапка още утре. Или јавно да дојде дома да ми се извини, или јавно да ми се извини на Фейсбук. Това е.